Кочани ја промовираше првата монографија за Оризот. Делото е составено од 16 поглавја, во кое е представен Оризот како култура, начинот на одгледување и пост-жетвен третман. Беа опфатени неколку различни поглавја во кои што се обработува историјатот на Оризот, патот по кој што пристигнал во Македонија и во Кочани. Исто така беше предвидено и да се обработи традиционалното оризопроизводство, меѓутоа и делот со земјоделските задруги и првите фабрики, начинот на кој што во минатото се лупел оризот. Целта на издавањето на монографијата е да се остави траен белег за основната карактеристика на Кочани – белото злато. Ова е уште еден допринос да можеме да се гордееме со тоа што го имаме како град Кочани, со тоа што официјално го кажуваат нашите автори дека е донесен Оризот некаде во 16 век, ако не се лажам, меѓутоа ние имаме податоци, односно непотврдени дека уште за времето на Александар Македонски го има донесено луѓето овде од тие нивни освојувања, дека Оризот овде екзистира повеќе од 2000 години. Промоцијата на монографијата е во склоп на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, која традиционално започна со избор на жетварска убавица. Ова ми е прв пат што учествувам во оваа манифестација и навистина не очекував дека јас ќе бидам жетварската убавица, но ете се случи. И горда сум и благодарам на жирито и на целата публика што дојде овде да не проследи. Манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз ќе заврши во недела, на 4 октомври, за кога е предвидено традиционално зажнејување на оризот.